Почитувани гледачи на КМ телевизија, добре дојдовте во едно воредно издание на емисијата Актуелни разговори. Имаме специјален гостин за денеска од иницијативата Тетово сака парк, една добра, убава иницијатива. Иако живееме во време каде што сме целосно оптеретени со 2 години со пандемија, па со инфлација, па со енергетска криза, дополнително на тоа и руската инвазија на Украина, но денеска сме во едно специјално издание за убава работа, како што реков. Со мене во ова издание на Актуелни разговори е од Комисијата за односи меѓу верски заедници и религиозни групи, председателот Даријан Сотировски. Даријан, добре дојде во нашето студио, се надевам дека се чувствуваш пријатно. Апсолутно пријатно. Ја би додал дека сум у сосем различно својство. Да, како денеска еден од иницијативата Тетово сака парк, а тоа што професионално го работиме нешто сосем друго. Така е. Ја нема да те прашам од каде идејата сега за Тетово сака парк, затоа што насушно ни е таа потреба за на тетовчани да имаме парк. Туку ја гледав она прва пресконференција. Ќе те прашам како се собравте, која беше иницијалната каписла да го почнеме сето ова? Да, точно. Би било непотребно да се дава било какво образложение зошто идеја за парк во Тетово, затоа што е единствениот град во државата, од поголемите барем, но и помали градчиња имаат своји парковски делови уредени. Така да идејата е многу јасна, таа произлегува од секојдневното живење овде, а како добива своја формална една рамка која што значи формален граѓански предлог до општината, пак би рекол спонтано. Во еден релативно подолг временски период меѓу нас новата генерација на луѓе кои што ги интересираат овие општествени текови во нашиот град. Така да спонтано со еден, со друг, со трет, во неколку чекори, дојдовме до заклучок дека имаме веќе критичка маса од различни профили луѓе, кои што може да формираме еден добар, здрав и стабилен тим, ние го викаме Тим Парк, кој што ќе работи на иницијативата, но тоа беше само иницијалната каписла. Важното е и стартната појдовна точка е кога допревме до 60 на интелектуалци или граѓани со еден особен придонес во живењето на градот и со кариерни успеси кои што ги истакнуваат од останатите граѓани. Така, со нивната поддршка, со нивниот глас го поднесовме овој предлог за поздрав и за акцент е тоа што во листата има луѓе со различна возраст, различен етникум, различна професија апсолутно, многу различни профили, така да мислам дека со тоа ја прави да биде првата граѓанска иницијатива која што има за цел да смени нешто во општественото живење во градот и при тоа не е дел од било какви други движења, туку произлегува од граѓаните и е само за граѓаните. Гледав, спонтано е некако прифатена на прва ова иницијатива, која што гледам, сите зборуваат за тоа во последно време, иако има и многу скептици кои што викаат, во Тетово живееме во овој урбанистички хаос, во овој сообраќаен метеж, во овие проблеми со кучиња скитници, некој наместо зграда да се гради на некое место, во Тетово ќе се гради парк. Малку се скептични, но имаше една онлайн петиција на социјалните мрежи, ја бев некаде 1200 и некој потписник на таа петиција, докаде стигна поддршката од таа страна и верувам дека добивате од ден на ден се поголема и поголема поддршка од жителиве на Тетово. Па на онлайн петицијата за неколку дена беа собрани над 2000 потписи, сега бројката е над 3000. Таа постојано е активна и си расте и само дава на кредибилитет на она што ние го тврдиме и го бараме. Ние имаме еден издржан предлог. Никој не е наивен од нашата иницијатива, ниту од оние кои што се од рамки на иницијаторите, коподносители 60-тина, но и на сите други кои што после тоа дадоа поддршка. Се работи исто така за професионалци, за интелектуалци од нашиот град, луѓе кои што живеат во државата, но и во странство, кои што оставиле свој печат. Имаме поддршка од сите планинарски клубови кои што функционираат, се активни на територија на градот Тетово. Имаме дополнителна поддршка со отворено писмо од над 60 здравствени работници. Листа што исто така е отворена затоа што имаш интерес да се допишат и други здравствени работници тамо. Така да ова е еден добро осмислен предлог. Мене ми е целосно јасно дека дел од нашите сограѓани мора да имаат оправдан скептицизам, затоа што живееме во време во кое што апсурдите се правило.
и хаосот, анархијата исто така се представува како ред. Така да ние сме генерации кои што се родени во хаос, живеат во хаос и се навикнати на хаос. Навикнати сме на тоа дека не треба да има правило за ништо, дека секогаш постои полесен начин, дека приватниот капитал е тоа што е цел на постоење на целово општество. И нормално е кога ќе излезе било каков здраворазумен, издржан проект, првата реакција на поголемиот дел од луѓето е скептицизам и дека тоа е како да зборувате за вода на Марс, ама кога ќе дадете дел од своето време, кога ќе ги слушнете нашите тези, нашите аргументации, кои што се направени од експерти во дадени области, кои што се вградиле со својата експертиза. Ние имаме ангажирано доста голем број на архитекти кои се на почеток на кариерата, но кои ја завршиле својата кариера, на урбанисти, апсолутно на правници. Нашиот предлог е целосно изводлив и е прашање дали се има волја истиот да биде реализиран. Никако не станува збор за тоа дека опфатот е многу голем, нема доволно средства, каде ова во Тетово и ред други работи, кои што како аргумент ние се трудиме ово изминат месец дена, толку помина од поднесувањето на предлогот, да ги побиеме еден по еден, затоа што не држат вода. Одлично. Што велиш ти, материализмот не е во прв план овде сега во оваа иницијатива. Некои гледачи не знаат, можеби не се запознаени, најголем дел од граѓаните што ја видоа ова иницијатива Тетово сака парк, знаат на кое место е планирано да се изгради паркот. Пајде, може уште еднаш за оние гледачи што не знаат на кое место е предвидено да се изгради градскиот парк во Тетово и кои се содржини би ги имал овој парк. Вака, нашите сограѓани добро го знаат нашиот град. Живееме во град кој што е малтене целосно исполнет со стамбени единици. Град кој што имал среќа во минатиот систем да има и своји економски гиганти, што биле и добри работодавачи. Во промената на овој систем општествено-економски, Тетово го загубил својот автентичен лик. Па би рекол дека во социјализмот, ако така може да го дефинираме, Тетово бил многу помодерен град од тоа што е денес. Град во кој што имало модни реви, се диктирала модата во таа држава, но имал и своја жичара, имал свој спортски центар, спортски сали и така натаму и така натаму. Денес Тетово е град во кој што нема градско живење и апсолутно тоа се должи на тоа што нема јавни градски простори. Практично на секоја јавна површина инвеститорите гледаат можност да направат екстра профит. Доколку го земете потегот на улицата Благоја Тоска после Тетовчанка, кон касарната, меѓу сите згради стамбени кои што постојат од тој систем тогаш изградени, веќе се наоѓаат згради кои што се вметнати како диво месо меѓу тие згради. И вакви примери има безброј. Дали некој поминал во Чешел на селбата скоро. Ние имаме згради над бензински станици ставено. Мислам, градот е станат едно диво место кога зборуваме за тоа како изгледа и како се гради. И во ваква хаотична состојба, само едно парче простор е останато уште неразграбено и не заземено од приватните инвеститори, чии пари се доволно силни да може да спроведат постапки и тоа да го отуѓат. И ние гледаме дека изминативе години особено станува атрактивно за разни такви инвеститори. Потегот од спортскиот центар и спортската сала, поранешниот економски субјект Монопол, па и Шикелак, може би и најактуелен во последниот период. И ако го гледаме нашиот град, тоа е единственото, последно, неискористено парче земја. Нашите проверки кои што се од релевантни извори од Агенцијата за катастар на недвижности дадоа резултат дека 87% од целиот овој потек е во државна сопственост. Само 13% се работи за приватна сопственост. Приватна сопственост на правни субјекти, на правни лица, кои што
откупиле одреден дел од акциите на поранешните загубари и имаат очигледна цел да ги дооткупат тие удели во овие фирми кои што се во стечај или во ликвидација, а после тоа да ги користат оние добро познати методи да откупуваат државно земјиште и практично со тие минорни 13% да станат собственици на 100%. Ни се случува пред наши очи последниот јавен простор практично да биде украден, користејќи ги законите и дупките во законите. И ова додека ни се случува, сите имаме можност да бираме дали ќе си молчиме. И тоа ќе се случи можеби и со нашето замешување. Ретко кој би се осмелил да се спротистави на вакви општествени односи кога парите и капиталот диктираат кои се правилата на игра. Ние решивме со тоа да не се занимаваме и да зборуваме за она што е интерес на градот. И во тој контекст сметаме дека овој простор, Шикиелак, Монопол, Жена парк, спортскиот центар заедно со спортската сала природно формираат појас што треба, доколку сме здраворазумни, мислечки битија, сите во градов, да го поддржиме како идеја тука да биде градскиот парк. Сите кои што имаат општествена одговорност, јавна одговорност, советници, градоначалник, служби јавни државни институции, пратеници во Македонското собрание, сите да застанат за тоа, затоа што ова не е иницијатива на нас, некој кумина кои што сме се сетиле на вакво нешто. За овој простор дека може биде градски парк, јас приватно сум слушал на безброј кафе, седенки, како таа идеја проструила ни со овој народ тука. Сега само добила една формална рамка, но прашање е дали ќе се реализира на тоа колку ќе биде сватена неопходноста. Овој простор доколку се изградат згради, ние друг немаме. Апсолутно друг простор нема. Кога се движиме кон излезот на Тетово на кај Гостивар, се работи за целосно до Патарината изграденост, целосна. Доколку зборуваме излезот од Тетово кон Јажинце, целосна составеност на градот со другите населени места пред градијата. Кога зборуваме за излезот на Тетово кон Скопје, имаме економска зона. И ова е единственото место. И ова е единственото последно место кое што може да биде градски парк. Друго место Тетово нема и друго апсолутно не може да се најде, затоа што сега имаме празен простор, неискористен простор, кој што е во доминантна државна собственост. Ваква златна шанса оваа генерација не смее да си дозволи да пропушти. Апсолутно. Како што зборуваше, како што ми одговараше, немам напишано, но во овој контекст кога зборуваш ми навира прашањето, а што гледав реакции на социјалните мрежи во поддршка на оваа иницијатива, се некако кај нас мора да се замеша политиката, да го коментираат одредени кругови политички и овој настан и оваа иницијатива, кое што ја мислам, ако ова не е надпартиско, не знам што може да биде друго, Тетово сака парк. Меѓутоа, реакциите на социјалните мрежи од било кој партиски кругови, членови и така натаму беше со поддршка на Тетово сака парк. Јас познавам пријатели од сите политички гарнитури кои што напишаа не ова мора да ставиме крај, не мешаме тука политика, дајте луѓе да направиме парк што ќе ни биде добро за сите. Годелиш ли моето мислење во таа насока? Апсолутно. Реакциите на вистина од сите релевантни структури политички, какви сака да ги земеме, беа во оваа насока која што ја зборуваш. Па така е, апсолутно е така. Политичката партија е една формација која што треба како инструмент да заврши некоја општествено корисна цел и ништо друго. Зборуваме за проблем кој што е малку поголем и еден таков обичен инструмент не може да врши работа. Мора да се научиме ние да мислиме малку пошироко и малку на покрупен план. Затоа што ова може да се совпаѓа или да не се совпаѓа со било чив политички интерес. Но искуството кажува, ако го разгледаме овие изминативе 15 години, еве не мора подолго, дека политичкиот интерес се менувал од зависност со времето. Па она што денес се совпаѓа или не се совпаѓа, утре може да се промени. Страните се менуваат, а состојбата останува иста. Може би полошо. Така да, ние размислувавме, имавме во првите денови на поднесување на иницијативата,
неколку отворени проблеми во промоцијата, во запознавањето со јавноста со ова. Од некои маргинални структури, да речем. Имаше мали обиди да се стави во контексти на некои политички интереси. И ние размислувавме дали тоа е вредно да се демантира или да се коментира. Ние се потрудивме да дадеме одговори на тоа. И на јавната трибина ние се надевавме дека ќе дојдат и таквите граѓани кои што може, видите, ова е поларизирано, партизирано и политизирано општество за жал. И нормално е некој човек и така да ги доживува работите, ни става призма. Ние се надевавме дека некој така, некој со таков скептицизам ќе дојде на таа јавна трибина, за жал немаше таков. Но ние сепак тамо го одговоривме и ова прашање. Нашата борба не се должи на било чиј политички поглед или сваќање на нештата. Туку се должи само на една работа, а тоа е созревање на околностите, созревање на една генерација која што сака да воспостави друг однос према својот град. Секоја генерација си има свој белег да остави, свој начин. Времињата не формираат какви сме. Кога нашите родители, баби и дедовци живееле во систем кога јавните институции мислеле за нив, ние сме пораснати во време во кое што јавните институции не мислат на нас. И ние нормално одлучуваме да мислиме за нас. За сите нас. И паркот не може да го користи еден етникум, една јазична група, еден народ, еден спортски клуб, една партија. Паркот може да го користат сите. И паркот е единствено место кое што може, она што на почетокот го кажав, да ја надомести таа огромна потреба, што не е задоволена кај нас како граѓани на овој град, да имаме јавен простор, да имаме градска култура, да имаме јавен градски простор, каде нашите граѓани, жителите на Тетово, тетовчани, би се сретнале, ако не, на некој јавен простор. Чаршија Тетово нема, пешачка зона нема, ги има тротоарите, кои што се нечисти, каде што може да добиете лесно и каснување од куче. Неопходно е матрицата да се смени. Мора да се гледа големата слика, широката. Тетово вака како што живее сега, може да одумира уште години и години. Да, нема да изумре градот за година или две. И со ова и без ова иницијатива градот ќе си живее. Но тоа живење за нас, иницијаторите, е одумирање. Малку по малку. Ние сакаме да кажеме, ајде да почнеме да размислуваме на еден покорисен начин. Што ако тука се изградат згради, пак загаден воздух, па немаме струјење на ветер и пак зборуваме за истите проблеми како што сме зборувале и претходно. Спомна каде ќе биде парков сега, на кое место би се простирал, дај Боже да оваа иницијатива вроди со плод. Дали знаеме од сега кои содржини би ги содржил тој парк и како би се одржувал тој парк? Вака, согласно тоа што кажав, што е постапка која што треба да се запази за да се реализира паркот. Во еден дел од постапката се објавува јавен конкурс за најдобро урбанистичко-архитектонско решение на целиот потек. Зошто е јавен? Затоа што може да се пријави секој кој смета дека го има најдоброто решение. Стручна комисија тоа треба да го утврди кој е најдоброто решение. Ние не си дозволуваме во овој момент да кажуваме тука треба да има детско игралиште, тука треба да има заезерување затоа што реката Пена е многу блиску, па може убаво пейсажно тоа да се реши. Тука треба да има отворена летна сцена, тука треба да има ресторан, тука треба да има. Ние не навлегуваме во тоа. Ние веруваме дека овој град, а и нашата држава имаме доволно стручни лица кои што ќе го понудат најдоброто решение. Ние веќе имаме и вакви примери од државата кога овие јавни конкурси се и меѓународни. Па зошто да не и луѓе од надвор да се пријават и да го понудат најдоброто решение. Верувам дека најлошото решение што може да биде за било кој јавен простор е решението кое што нема да дојде како предлог на стручните лица или на граѓаните, туку на инвеститорите. Затоа што знаете како ќе биде тоа решение? Тоа ќе биде еден кварт на згради каде што соседите може да се поздрават од преку пат. Така.
Сега да зборуваме до каде е идејава. Јас прочитав баш вчера на порталиве дека имате иницијатива за консултативна средба со советниците од град Тетово на 25.3, тоа е утре, во музичко во петок, да ги информирате и советниците за оваа иницијатива Тетово сака парк. Која е идејата да ги соберете советниците од град Тетово? Во која насока оди и до каде работава со ова? Нашата иницијатива не е насочена против оние кои што имаат одговорност да одлучуваат. Напротив, стои во нивна корист и ние сакаме да бидеме во соработка со оние кои што имаат јавна одговорност. Тоа се советниците во прва линија, но тоа и градоначалникот. Ние во дух на конструктивност го работиме се ова што го работиме. Ние сметаме и се надеваме, ние имаме вистинска надеж дека кај нив ќе постои спремност да ги согледаат аргументите и да ја поддржат иницијативата. Така да во таа смисла сакаме да направиме консултативна средба за секој советник изворно да биде информиран за предлогот, за иницијативата, за неопходноста од прифаќање, но и за начините како да дојдеме до паркот. Затоа што се работи за една постапка која што произлегува од позитивното право и која што мора да се запази согласно надлежностите на Советот, согласно надлежностите на општината. И ние утре ќе разговараме од една рака за предлогот и што се опфаќа, но ќе ставиме акцент на тоа да им објасниме дека ова е изводливо и за сите начини, сите чекори како е тоа изводливо да се направи. Ние имаме утврдено 7 чекори по кои чекор по чекор ние ќе добиеме градски парк во Тетово. Сите произлегуваат, како што кажав, со законска основа, се засновани на закон и на надлежноста на Советот. Така да секој еден советник кој што ќе реши да ја поддржи иницијативата, ние сме чекор поблиску до градскиот парк. Последното прашање беше кои се овие чекори, како да дојдеме, но го зачна ти тоа. Можеш да ни објасниш? Да, сега ние зборуваме во која фаза сме сега за модули од 4 урбани блокови. Едниот блок е блокот кој го покрива површината на Шикјелак, вториот е на Монопол, и другите делови се однесуваат два на спортскиот центар и на Жена парк. Во овој момент општината донесе една мудра, паметна одлука која што ние апсолутно ја поздравуваме пред извесен период, а тоа е да го суспендира штетниот и ужасно лош детален урбанистички план за Шикјелак, кој што предвидуваше безброј тамо висококатници и ќе значеше еден ужас на влезот на градот. Оваа суспензија треба да продолжи да биде во сила, но пред известно време општината донесе одлука со која што одобри планска документација да почне постапка за промени на ДУП-от кој се однесува на Монопол. Така да сметаме дека првиот чекор треба да се однесува на продолжување на суспензијата за Шикјелак и суспендирање на постоечките детални планови за делот на Монопол. Кога ова ќе го направиме, ние ќе се осигураме дека во меѓувреме инвеститорите нема да ги тражат процепите кои што им се достапни за да си ја гураат својата агенда за бетонизација на овој последен јавен простор. Тоа е првиот чекор. Кога ние ќе го завршиме тој, апсолутно треба да биде јасно дека вториот чекор се однесува на запирање на сите отпочнати или активни урбанистички постапки кои немаат за цел формирање на градскиот парк. А такви, како што кажав сега пред малку, такви има. Веќе се ангажирани фирми кои што работат на разноразни разработки, милуваат архитектите кои што се позитивни со придонесот да речат шнајдерски фирми, затоа што не може да им го дадеме епитетот дека се работи за стручи лица. Тоа се кројачи на урбанизмот во еден град и пробуваат да удоволат на желбите на инвеститорите. Сите вакви постапки мора да запрат веднаш. Тоа е вториот и многу важен чекор. А третиот чекор се однесува на започнување на постапки за измени и дополнување на генералниот урбанистички план. Добра околност е што во програмата поддржана од централната власт од Агенцијата за планирање на просторот, Тетово влегол во финансираните од државниот буџет градови каде што ќе се спонзорира, ќе се поддржи финансиски усвојувањето на нов
генерален урбанистички план. Цениме дека се преклопуваат овие среќни околности се за без товар на буџетот на општината да се работи на измени на генералниот план, во насока на тоа да се утврди парковска намена Д на делот за Монопол и за делот на Шикелак, со оглед на тоа што Жена парк и спортскиот центар веќе имаат таква намена Д, иако се работи за неуреден простор. Ќе дојдеме и до тоа. Постапката за генералниот урбанистички план промена е пропишана во законот, таа е јасна, општината и до сега усвојувала измени на генералниот план, така да се има внатре основи кои што треба да се исполнат и таа постапка да биде спроведена и завршена. Кога ќе завршиме таа, оди јавниот конкурс што кажав претходно. Сега не имаме утврдена на тоа парче намена Д, парковска. Сега како ќе изгледа паркот Идејно решение. Идејно решение, но архитектонско урбанистичко решение на јавен конкурс. Тука може демократијата во светот отишла многу подалеку од тоа што ние си мислиме, така да може да се организираат и јавни дискусии со граѓаните, да учествуваат во тоа кој е најдоброто решение. Тука детално ќе се уреди како паркот би изгледал. За нас е најдобро тоа да биде што може поотворено до граѓаните, за да тие кажат што најмногу им соодветствува на нивните потреби, затоа што планерот може да се води нели од сондажата на мислењата, но добро и после тоа решение да се консултира со граѓаните кој е најдоброто. Јавниот конкурс, да речам како алатка во моментов, во Скопска кисела вода општината, иако општината имала донесено детален план, како во нашиот случај еден ужас урбанистички, го ревидираше планот и сега е во фаза на јавен конкурс. Тамо се дури толку е широко расширено со граѓаните консултациите што и децата во основните училишта цртаат цртежи како сакат да изгледа паркот. Така да кисела вода е на 50 километри од нас, така да не зборуваме за Шведска и Данска. Апсолутно што ме тамо можно и овде. После ова преминуваме на детални урбанистички планови за поедините 4 блокови, што значи дека урбанистички после тоа, соодветно на ова решение, треба да се спроведат и таа постапка е јасна. Општина Тетово во текот на годината за потреба на инвеститори милион пати менува детални планови, дури се прават и за пола улица планови, така да не е баук и не е нешто непознатица, тоа многу едноставно може да се изведе. Практично урбанистичко-архитектонското решение треба да се преслика во деталните планови и тоа откако ќе се направи, доаѓаме до шестиот чекор, што значи реализација на овие дупови, каде ги дефинираме фазите на реализација. Зборуваме за голем простор. И тоа што некој шерча тоа е големо и не може да се реализира, не, тоа може да се реализира. Во овој шести чекор, како што кажав, зборуваме сега за конкретната реализација. На подрачје кој што е 87% државно. Тоа ќе се преслика и во деталните планови, таа структура. Тоа не значи дека овие 13% приватен капитал ќе изгуби својата вредност, не. Но тој приватен собственик не мора да значи дека во тие 13% ќе има висококатници. Туку може да добие угостителски објекти, може да добие разноразни компатибилни намени на паркот. Нешто што му служи на паркот, а може да оствари профит. Така да, во првата фаза одиме на фазно решавање. Тамо каде што е рамница, тамо каде што треба партерно да се уредува, е првата, најлесна фаза. Но ќе се појават и прашања кои што општината во втора фаза, трета фаза, четврта, пета, зависи, треба да ги решава. Една од тие работи е финансирањето дури на партерното уредување. Општината знае да каже дека наследила долг и тоа е факт. И тоа е за осуда на секој кој што учествувал во создавањето на тој долг. Се надеваме дека сегашниот градоначалник ќе обстои на овој курс да не го продуцира нов долг. На тој начин општината, доколку може од својот општински буџет да издвои средства за да го поддржи ова, е во ред. Централниот буџет е секогаш достапен. Само денес, баш прочитав, општина Струмица доби грант за велосипедски патеки од европските фондови во висина на 750.000 евра. Зарем општина Тетово, која што е поголема, побројна по народ, поразвиена економски, на сите можни начини, по-релевантна, значајна, не би можела да биде конкурентна пред овие фондови,
и за поголеми износи и првата фаза да се ја спонзорира на таков начин. Тука се сите други инструменти кои што ИПА и ИПАРТ фондовите ги даваат, ги прават расположливи, но и јавно-приватните партнерства, соработките со други држави, со други општини и така натаму и така натаму. Дури и државата има инструменти кои што значат рамномерен регионален развој, рурален развој за селата, но тука имаме регионален развој, дека ако нешто се развива чекор повише од другите градови е Скопје. Државата е должна и затоа алоцирала средства во буџетот да насочи и кон рамномерен развој на другите општини. Така да мене лично апсолутно не ме загрижува можностите за финансирање. Секој што тражи, тој ќе најде. Ние во моментов, да речам, поддржано и од овие за регионален развој во државата се реализираат безброј проекти, кои што нас ни се познати или не ни се познати. Но што Тетово ќе прави во таа насока, ако не вакви крупни работи? И никој не збори дека таа треба да биде фазната реализација во краток временски период. Јас како граѓанин на овој град, дури за 10-годишен период, доколку знам дека секоја година опфатот на паркот се зголемува, како што се обезбедуваат средства, знам дека после оваа декада Тетово има парк. А сега, вака како што е, ја не знам само во моето мало која куќа ќе прерасне во зграда. Друго ништо не е известно, освен тоа. Така да, тука имаме решавање на имотно-правни прашања. Може би во мал дел ќе треба и да се експроприира приватен имот да се обештети, но тоа можда и да не е нужно такво нешто. Деталните планови може да предвидат дел од објектите да добијат соодветна намена. Старата зграда на монополот е преубав објект. Зошто тој би се рушел така? Кога тамо може да се сместат државни институции, може да се даде на приватниве сопственици во дел да прерасне во хотел, да прерасне во некој културен објект и така натаму и така натаму. Доколку би размислувал од главата и би гледал со очите на општината, ја би го гледал тоа како идеално место можеби за општинската зграда, за градска куќа на градоначалникот, обкружена со парк. Така да можностите се безброј. Оваа површина ни дава прекрасни можности да бираме начини како тоа ќе го реализираме. Тука не треба да се заборават и поранешните работници на Шикелак и Монопол, кои што во плановите на инвеститорите до сега биле најневажниот дел од решавањето на равенката. Ние цениме дека тие треба да бидат дел од било какво решавање на овој простор, затоа што на тоа место својот животен век го оставиле многу наши сограѓани во Монополот, во Тетово табак и во Шикелак. Било кое решение мора да обрати внимание на тие луѓе кои што имаат пензиски, имаат проблеми од социјално, од здравствено осигурување и тука треба да се ангажираат сите власти на сите нивоа да излезат во пресред и да не го игнорираат тоа како што се игнорира секој друг проблем. Така да на крајот се сведува на проектна документација и на одобренија за изведба, за поставување или за градење. И на крајот доаѓаме до седмиот чекор, а тоа е непосредна реализација согласно претходниот план што го спомнав, а тоа ќе значи обезбедени средства, направен проект, избор на фирма, изведба. Првата фаза е завршена. Втора фаза, што има опфат, има проект, проектот се спроведува, има финансиска конструкција, така натаму и така натаму. Цениме дека во голем дел искуството на Битола, на Струмица, на Скопје, на поголемите дури и на Гостивар, говори на тоа дека градските паркови често се градски шуми, па тие не се во 100% партерно уредени, така да кога имате рамница треба да израмните и да засадите дрвја, не се работи за голем финансиски издаток. Кога зборуваме за спортски игралишта, кога зборуваме за фонтани, за такви работи, за клупи, за такви урбана опрема, друга, тогаш зборуваме за некои посериозни издатоци, но и тоа може да се димензионира. Нашиот народ е мудар, рекол колку чергата, толку нозете. Доколку нашата черга е пократка, ние ќе направиме градска шума. Јас сега со задоволство би шетал под боровите на Монопол. Не мора тамо да има клупи. Кога општината ќе има средства, тамо ќе стави клупи.
но ја не би сакал да гледам на кај Монопол доколку таму има 70, 30, 20 или 5 згради, се едно, згради. Така да овие се 7 чекори, ја ги кажав едноставно, урбанистите и архитектите тука има и меѓуфази кои што се дел од законски определената постапка и доколку има волја, општината треба да тргне чекор по овој пат. Така да фазите се јасни, целосно изводливо ова што го зборуваме. Фазниот период значи дека имате волја и работите да ја остварите. Изговорите се друга работа. Даријан, навистина ми е задоволство вака кога те слушам и што детално ни објасни за како да дојдеме до реализација. Цел разговор ни беше на ти, ние се познаваме, нели? Пријатели сме. На крај би те прашал дали остане уште нешто што сакаш да кажеш, а не те прашав, нешто плюс да додадеме на ова? Па добро, би додал на тоа дека ние се надеваме дека е дојдено вистинско време граѓаните да сватат дека еден човек или една група ништо не може да направи и дека треба да се поддржуваме меѓу себе доколку сакаме да оствариме некои подолгорочни цели. Дека, барем јас сум човек кој што не само што живее во моментот овде, јас сакам да живеам целиот живот овде и затоа сум немал ниту еден ден во мојот живот дилема. Ние сме сведоци и знаеме дека тоа не е баш така кај сите наши сограѓани. Огромен е процентот на луѓе кои што својата иднина не ја гледаат тука. Попусто ќе бидат тие згради на инвеститорите, кога и нивните деца нема да им живеат тука. Сите треба малку да имаме повисоко ниво на свесност. И тие инвеститори, и градоначалниците кои што се менуваат, и советниците, ние сакаме партнерски да бидеме разбрани и од носителите на овластување јавни, на функции, но и од граѓаните. Ова никој не може да го гледа дека дава корист на еден, двајца или тројца, ова е за градот. Ова е за сите. Ова е за сите. Во тој контекст, ние ќе се трудиме следниот период. Да. Ја сум благодарен од името на иницијативата за можноста и овде да кажеме збор два повише за иницијативата. Нашите промотивни активности ќе продолжат и во следниот период. И ја еднаш кажав вака, на прашањето каков ќе биде одговорот. Нас често не среќаваат по улица другари, пријатели, роднини, комши, викаат ќе биде паркот. Дали ќе биде паркот не зависи од еден човек. Па не зависи ни од нашата желба. Зависи од нашата одговорност на секој еден. Сега, нашиот предлог, овој труд кој што го вложуваме сите, тој говори за сите нас. Поддршката која што граѓаните насмејани со оптимизам ја даваат, говори за тие луѓе. Тие веруваат дека и покрај сивилото кој што се живее може да биде нешто. Игнорантскиот однос на советници, на градоначални, на кој да е, дури на нашите граѓани, или непрепознавањето на иницијативата ќе говори за нив. Ние ќе живееме со тоа што сме го правеле и еден ден тоа ќе ни биде за гордост или за срам. А тоа е секој еден си одлучува што ќе прави. Така е. Мене навистина беше задоволство што денеска те имав како гостин во мојата емисија. Не само овој проект, имаш за себе и други проекти. Последниот ќе спомнам беше музеот, пренамена на Арама Тетово во музеј, здание кој што денеска се одржуваат културни манифестации, се промовираат книги. На 8 и 9 април имаме театарска представа на моите пријатели Гиге Бачо и Лазо Кенија. Ги поканувам сите да купат карти да одат на таа представа. Значи, ти честитам за ова што го правиш, што си го направил до сега и за оваа иницијатива Тетово сака парк, да продолжите во таа насока и дај Боже следното видување и емисија да не биде со што и како да направиме, а со реализација и со решение дека навистина ќе има парк на тоа место каде што кажував. Па добро, има градот градско јадро. И една од
овие успатни придобивки на иницијативата и тоа дека покажавме дека имаме ние тука луѓе што може да дадат придонес. Така да ова е широко поле затоа што нивата ни е по бајаѓи неизорана, така да може да се придонесе. Дел од сегашните соборци у иницијативата се луѓе кои што побарале и се понудиле да бидат вклучени во некоја следна иницијатива благодарение на овие некои претходни што спомнате дел од нив. Така да доколку се препознаваме и доколку сакаме, тука сме и заедно ќе гураме се. А има што да се направи, многу што да се направи. Уште еднаш ти благодарам за Фала, гостувањето. беше задоволство. Почитувани гледачи на КМ телевизија, тоа беше ова воредно специјално издание на емисијата Актуелни разговори. До некое друго издание на Актуелни разговори искрено ве поздравуваме.